Познае Анастасија на YouTube, доколку ја напишете за Познае Анастасија, ќе ја запознаете Анастасија Атанасова, која што ќе имате можност да ја запознаете сега. Девојче која на многу интересен начин, забавни, едукативни, интересни видеа од Македонија ги раскажува на германски јазик за незините другарчиња повеќе да ја запознаат нашата земја и не само нашата земја како територија каде се наоѓа, туку начинот на живот кај нас. Ја запознаваме Анастасија. Добро утро. Добро утро, фала ти за поканата. Како си, Анастасија? Добра сум. Ти благодарам што си тука. Колку години имаш, кажи ми? Јас имам 10 години. А сега имаш 10 години. Да. Добро. За 10 години ти имаш многу видеа снимано. Да. Да. И добро, како доаѓаш на идејата да ги снимиш овие видеа? Може и да започнеме со тоа дека ти си македонка по потекло од мајка и татко, но живееш во Германија. Значи, идејата беше вака. Јас, со видеата, како да почнеме, беше идејата дека јас и тато бевме сами дома. Мама беше надвор и јас одам кај тато и викам, ајде да почнеме да снимаме видеа. И тогаш отидовме, све спремивме и така некако дојде идејата, снимавме. И тогаш ги видовме видеата, ги пуштивме и навистина од одма многу луѓе ги видоа видеата. Твоите другарчиња? Во Германија, каде живеете во Германија вие? Во Хамбург. Во Хамбург. И што велат твоите другарчиња со оглед на тоа дека ти зборуваш на германски, за да може да те разберат? Им раскажуваш за нашата земја. Еве ќе видиме дел од видеата кои што се снимани тука. Раскажуваш за нашата земја, ама не само каде се наоѓа, туку како се живее, па снимаш интересни ликови од кај нас, ги прикажуваш и што велат? Значи велат дека се навистина прекрасните видеата и така може да видат од каде доаѓам, од каде сум потекнала и какви убавини има тука во Македонија и така можам тоа све да им го покажам и викаат само да продолжам со тие работи, потоа што навистина е супер тоа што го правам. И те следат? Имаш многу следачи. Да. Да, дали некој сака да дојде во Македонија од тие што те следат? Да, од моите другарки секогаш викаат, леле, колку сакам да одам во Македонија, во Скопје, сакам да видам. Така, да видам каде си. Да. Да. Добро, интересно е тоа што твоите родители, двајцата се македонци, заминуваат за работа во Германија, остануваат да живеат таму, ти си родена таму и секоја чест за нив што те научиле да зборуваш македонски. Да. Да, постојано зборува, дома си зборувавте македонски, да, така научи? најнормално. Најнормално, да, кога ќе излезеш надвор, германски. Да, со другарките, да. Со другарките, да. И сега кој е потежок јазик? Значи, за мене е потешко македонски, потоа што нели јас не сум била тука во првото одделение, не сум го научила така, да тоа е за мене полесно германски, потоа што може да се каже пола од мојот ден или повеќе од пола зборувам само германски. Да, да, ама и супер зборуваш македонски. Фала. Да, и секоја чест за мама и за тато можеме тука да ги пофалиме. Ти имаш уште едно братче, едно сестриче, така? Не, две братчиња. Две братчиња, добро, имаме сега и братче кое што туку ви се роди, така? Да. Колку има? Не знам колку, може би 4 недели. Навистина? Да. Значи се уште е бебче, голем поздрав до мама, го чува, ти и тато сте сами во Скопје дојдени. И што е планот сега за вашето доаѓање во Скопје? Значи, што можам да ти кажам е дека ќе правиме... Денеска што ќе правите? Значи, денеска ќе одиме во... Ваква, како се Брза помош. Во брза помош, да. И таму ќе снимаме денеска видеа, тоа навистина ќе правиме, значи така е планирано. Добро. Сега за сега. Да. И ќе снимате видеа во брза помош, таму докторите ќе ги снимате? Значи, се знае дека е малце другчија од Германија брзата помош. Добро, како е во Германија таму брзата помош? Како е тука? Која е разликата? Разликата е дека, па не знам што е навистина разликата, има... Така е, другчија. Има големи разлики, веројатно, ама ќе видиш денеска конкретно што е разликата. Со докторите ќе зборуваш и како функционира брзата помош тука? Да, така ќе правиме. А зошто е толку важна брзата помош? Што учите во Германија сега овој период? Значи, за брзата помош учиме дека тие, нели, се знае, луѓе спасуваат ако нешто има проблеми или такви работи. И учиме секогаш, ако нешто се случи или ако видиме некој што му треба помош, секогаш да му помогнеме, потоа што се знае, мора да се помага на луѓето
што можеби имаат некои проблеми. И сега имате проекти такви во Германија, кај вас во училиште, ти ќе ја снимаш тука брзата помош наша, да им покажеш како функционира тука во Македонија. Она што до сега имаш снимено, кое видео, да речеме, ти е тебе најдраго, најомилено? Кое видео најмногу го сакаш? Со оглед на тоа дека имаш од Охрид, од Крушево, од Скопје, па од сите места мислам дека имаш. Па да, значи за мене по право ми се сите места најубави, потоа што некако секој град си има некако својата убавина и сакам секој град да го посетам во Македонија, сакам да ги видам убавините и све тоа што има во тој град. Колку дена ќе бидете тука? Значи другата недела, понеделник ќе сведиме, значи 7 дена сме сега тука. Добре, една недела сте. Тука имаш доволно време да прошетате, да снимите видеа. Да, освен брза помош, ќе снимате друго нешто? Да, ќе снимаме. Добро. Само ако сакате сите да ги видите тие видеа, следете ме на мојот канал, таму ќе можете да ги видите. Да, запознаја Анастасија Лимитвите Анастасија, така беше? Да, Анастасија, да. Добро. Одлично, ќе можат таму да те следат и да ги видат сите видеа. Можеби малку нема да ги разберат на германски, но многу субаво снимени. Сликите и видеата, се она што ти го снимаш, мислам дека ќе им го задржи вниманието. Можев да забележам во видеата дека имаш снимано и македонски пеачи, изведувачи, интересни ликови. Како ги дознаваш кои се? Ги следите и таму во Германија? Па да, значи и од дома ги гледаме и такви работи, ги следиме исто. Ама како све спремаме е така најчесто дека пред јас имам сите 6 недели имам распуст. Значи така понекогаш една недела, понекогаш две, секогаш другчија. Да. И тогаш пред да ми почне распустот све планираме, значи и пишуваме со дали сака некој да снима со нас видеа, прашуваме, све спремаме, така. И до сега ги имаш next time снимано? Да. Така, кои други ги имаш снимано? Биби Боби исто, така, еве тато помага, некои од ликовите кои што се познати, да. Веројатно и тие прифаќаат да се снимаат, така да. Сакаат, да. И како со германскиот? За мене? Да, и како тие со германскиот се наоѓаат после тоа? Па добро се наоѓаат. Те разбираат? Па, мислиш македонците? Да. Не баш. Да. Тешко е. Добро, со оглед на тоа дека во Германија, па и во Хамбург има многу македонци, па и на повеќе места во Германија. Имаш македонци другари таму? Да ти кажам без... Или во школата кај што учиш има? Не, немам. Нема? Да. И немаш некој кој што ти се другари од кај нас? Не. Ама си имаш тука кај нас? Тука си имам. Да, и сега одлична прилика да се видиш со другарчињата тука. И многу ми е драго тоа што го правиш, што без разлика што си таму, си ја почитуваш твојата земја, си сакаш да ја представиш повеќе до другарчињата од Германија, да ја запознаат повеќе. И што би сакала понатаму да правиш? Сакаш да станеш како некоја позната, интересно е тоа што тоа ти што го работиш име, се вика блогер. И сакаш да станеш некој познат блогер? Кој што ќе патува на секаде ни светот? Значи, сакам да патувам, ама некако јас што сакам највеќе да бидам е учителка, не знам зашто. Вистина? Да, многу некако тоа сакам да бидам. Подобро, може учителка што ќе живее во Германија, во Хамбург и ќе учи македонски? Да. Готово, најдовме што ќе правиш, готово. Се договоривме. Анастасија, ти благодарам многу што ни дојде. Посакувам да гледаме од тебе што повеќе видеа, додека сте тука сами со тато, да снимите се што може и после тоа следете Анастасија или Митвите Анастасија да покаже многу интересни видеа од кај нас. Супер. Договорено? Договорено. И што повеќе другарчиња да си имаш и тука, за повеќе да можеш да си го вежбаш јазикот. И одлично збориш македонски, слободно опушти се сега, иако знам дека имаше трема. Ти благодарам.